Јавното предпријатие Чистота и зеленило повторно организира 3-дневна акција за собирање на кабаст отпад. Граѓаните ќе имаат можност од петок до недела на 3 локации во градот да го одложат отпадот во курпите што ќе бидат поставени од комуналното предпријатие. Сакам да известам комуналската јавност дека по добиени препораки од Министерство за животна средина и просторно планирање имаме добиено насока за спроведување на акција за собирање на кабаст отпад. Акцијата ќе започне во петок на 12.12.2025 година, ќе трае 3 дена, петок, сабота и недела. За таа цел ќе поставиме 3 корпи од 5,5 метри кубни на локација Поранешен Шипат населба Гоце Делчев, паркингот кај градски базен и Пожарна горе 11 ноември. Апелираме до граѓаните, значи во овие денови кои ќе ја спроведуваме оваа акција, исклучиво на тие локации да го депонираат кабастиот отпад, како стар мебел и слично, се со цел акцијата да не биде успешно организирана и спроведена. Нашиот впечаток на нашиот стручен тим овде тука што сме, на менеджерскиот тим, таков впечаток добиваме дека свеста полека расне и се дига кај граѓаните. Воедно сакам да искористам оваа прилика повторно да апелирам на диви депони, да не се фрла отпад на места несоодветни за тоа, значи ние во изминатите 2 недели спроведовме 4-5 акции за собирање и изнесување на смет од диви депони, значи спроведовме акција кај Искрен мост, Поранешен туш, Поранешно игралиште ЈНА, позади службата на МВР. Исто така спроведовме акции за изнесување на смет диви депони, изчистиме пред Поранешен хотел Кристал, пред Поранешен хотел Куба. Во наредниот период тие акции ќе ни продолжат, планираме за ден или два да спроведеме таква акција за отстранување на смет дива депонија да изчистиме кај Поранешна фабрика Чик и во сабота планираме една акција за отстранување на смет на џубри и садење на зимзелени и листопадни дрвца, местност Менкова колива. Работна единица зеленило при ЈП Чистоти зеленило континуирано во овој период продолжува со акции за садење на зимзелени и листопадни садници. Истите се спроведуваат на градскиот кеј, парковите, Соколански парк, овде кај се наоѓаме Долниот парк, дрвореди садиме, правиме, покушаваме да ја разубавиме таа слика во Куманова, на булеварите. Садевме, имаше некои акции на Октомврска револуција, Трета македонска. Секаде кај има простор, ке допреме, слободни сме, спремни сме за разговор со граѓаните, со куќните совети, местните заедници, стамбените управители, стоиме на располагање за успешно спроведување на истата. Ученици од Средното техничко училиште Наце Боѓони учествуваа на традиционалната меѓународна изложба за иновации, пронајдоци и патенти, нови технологии и производи, истражувачки проекти, младинско истражувачко и иновативно творештво, 46-та Макинова и 23-та Еконова, кои во организација на Народна техника на Македонија, Сојузот на пронаоѓачи и автори на техничко унапредување на Македонија и Министерството за образование и наука се одржаа во Кавадарци од 5 до 7 декември. Неколку ученици од здравствената и електротехничката струка се представија со своите трудови и иновации како и секоја година. Ученикот Павел Божиновски од насоката електротехничар за компјутерска техника и автоматика освои прво место на меѓународната изложба за иновации Макинова под менторство на Јелена Поп-Глигорова. Ученичката Софија Цветковска од насоката медицинска сестра освои исто така прво место на Еконова под менторство на Ленче Ѓоршевска Ангеловиќ. Учениците Матеј Глигориевски од насоката електротехничар за компјутерска техника и автоматика, Ива Насковска, Јана Марковска, Елеонора Милошевска, Дарија Трендафиловска и Ева Филиповиќ, сите од насоката медицинска сестра, освоија пофалници за учество. рамките на проектот Граѓанското општество и младите за инклузивен и одржлив развој преку циркуларна економија во Македонија. Учениците од државното средно училиште Киро Бурнас активно учествуваа во процесот на подготовка, следење и грижа за одгледување на буковка и циркуларна економија. Најновата практична активност во рамки на стручната обука во соработка со Ековита уште еднаш покажа дека кога знаењето се комбинира со ентузијазам и тимска работа, резултатите се извонредни.
Учениците сами внесоа мицелиум во претходно пастеризирани вреќи со дрвени струготини и по неполн месец првите вкусни и хранливи буковки. Со голем ентузијазам учениците ги следеа сите фази, од подготовка на подлогата и инкубација па се до појавата на првите плодни тела, пишува во објавата. Проектот Граѓанско општество и младите за инклузивен и одржлив развој преку циркуларна економија во Македонија е финансиран од Европската унија. Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера вечер околу 21 часот и 20 минути во Куманово полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода тројца кумановци на возраст од 31, 26 и 25 години. Тие се сомничат дека на 12 октомври годинава во селото Горно Којнаре со употреба на сила одзеле делови од автобус. Тие биле приведени во полициска станица и во службен разговор го признале делото. По целосно документирање на случајот против нив ќе следуваат соодветни пријави, соопшти Министерството за внатрешни работи. Сдруженијето за развој и промоција на инклузивно општество Инклузива информира дека на 16 декември годинава ќе се одржи настан Херои во сите бои, на кој врвни експерти од државата ќе зборуваат за истражувањата, иновациите и надминувањето на предизвиците поврзани со нарушувањето од спектарот на аутизам. Настанот е организиран од Фондацијата доктор Верица Механџиска из Зедина, каде што се одржуваат регионални настани, одржани се во повеќе региони на 16 декември во попладневни часови ќе биде во Куманово. Темата е аутизам, каде што врвни експерти од државата ќе зборуваат за оваа проблематика, затоа што навистина е загрижувачки која бројка е во последно време, каде што од најмала возраст има дечиња со симптоми, не можам да кажам дека навистина со аутизам детето, со симптоми на спектар на аутизам, бидејќи и овој проблем е различен кај секој дете. Така да највеќе е посветен на семејствата, да се едуцираат, да се информираат, да стапат во директен контакт со експерти на оваа поле, но тука ќе бидат поканети и специјалните едукатори, рехабилитатори, лекарите, наставниците, представниците на општината, на институциите, сите што се заинтересирани да слушнат повеќе и да разговараме заедно како заеднички да допринесеме и овие дечиња да бидат вклучени секаде, но и да се олесни состојбата на семејствата. Бидејќи верувате дека од дечињата кај нашата секој трето дете покажува симптоми на ова нарушување. До 8 март следната година ќе трае пријавувањето за 8-то издание на фестивалот на краток филм Филмај во организација на Фотокиноклубот Козјак од Куманово. До 8 март следната година ќе трае пријавувањето за 8-то издание на фестивалот на краток филм Филмај во организација на Фотокиноклубот Козјак од Куманово. На фестивалот може да се пријават кратки играни филмови со траење до 20 минути, завршени по 1 јануари 2024 година. Филмовите може да конкурираат за наградите: Лазар Ѓорѓевиќ за најдобра режија, Радислав Ристевски за најдобра фотографија, односно кинематографија, Козјак за најдобро сценарио и Филмај за најдобар краток филм. Македонските филмови што ќе се пријават, освен за наградата за најдобар македонски филм, истовремено влегуваат и во меѓународната конкуренција за горе наведените награди, соопштуваат организаторите. Раководителот на одделението за финансиска ревизија и ревизија на успешност на работењето Билјана Николовска на покана од Националниот демократски институт учествуваше на регионален форум за локално управување во Сараево, објави општина Куманово. На форумот биле споделени искуства и практични пристапи за подобрување на демократското управување и комуникацијата меѓу локалните власти и граѓаните, со презентирање на добрите пракси на инклузивните пристапи што ја зголемуваат транспарентноста, отчетноста
отчетноста и довербата во локалните институции. Посебен фокус на форумот биле добрите практики и иновативни механизми, што го поддржуваат учеството на жените и младите во донесувањето одлуки, информирањето на заедницата и давање на јавни услуги. Од 1 јануари 2026 година државата влегува во тест фаза на новиот систем e-фактура, проект кој според управата за јавни приходи треба значително да го намали ризикот од злоупотреби, сива економија и фиктивни фактури. Директорката на УЈП Елена Петрова најави дека станува збор за една од клучните дигитални реформи и за администрацијата и за бизнис заедницата. Подготовките за e-фактура започнале на 1 јули годинава, а веќе е завршена набавката на современа IT опрема, што треба да обезбеди стабилна инфраструктура. Тест фазата, што почнува на 1 јануари следната година, ќе биде наменета главно за IT компаниите и тимовите што развиваат и одржуваат фактурирачки системи, како и за економските оператори кои користат сопствени софтверски решенија. На нив ќе им бидат ставени на располагање техничката документација и комуникацијскиот механизам за безбедна автоматска размена на податоци во контролирана тест околина.